Видео доказ дека во Скопје се подметнуваат пожари. Маж со качулка на главата се прикачува преку оградата, ги полива со бензин автомобилите во сервисот, ги пали и потоа бега. Ова го снимиле камерите утрото 20 минути пред 4 часот во населбата Камник над Стаклара во Скопска Пинтија. Подпалувачот предизвика силен пожар кој опфати 20 возила, гуми и масло, а пожарникарите со 8 возила повеќе од 2 часа се обидувале да ги смират пламените јазици кои се прошириле преку улицата и го зафатиле и соседниот сервис за автомобили. Брзата реакција спречила поголема катастрофа, бидејќи во непосредна близина има далновод за струјено и голем број куќи. Експлозија од автомобили го разбудиле локалното население. Неколку минути подоцна полицијата им затропала на врата и им кажале да се евакуираат поради опасноста пожарот да се прошири, сведочи жител пред камерите. Голем пламен, јазик, сепак тука се горени гуми, пластика и сите работи кои се, да речем, ајде, можеби канцерогени, не знам. Сега тоа знаат експертите подобро, меѓутоа не беше баш пријатно ли за дишење. Сепак кога сте во некоја таква непосредна близина, мислам дека сепак се чувствува такво нешто. Сопственикот зад камера вели дека не е во конфликт со никого кој би бил потенцијален подметнувач на пожарот во неговиот сервис. Според сведоците, иако пожарот бил локализиран, се гаснел подолго време бидејќи на места тлеел, па повторно се разгорувал. Но со навремена координација на самите пожарникари го локализираа успешно пожарот и го ставија под контрола за брзо време. И не дозволија, како што гледате, да се расшири понатака и да ги зафати куќите кај што е населението тука. Ова е само уште еден во низата пожари кои изминативе денови се подметнуваат во главниот град, но и низ цела држава. По Вардариште, Шутка, Трубарево и Дрисла, каде синоќа околу 23 часот повторно избувнал пожар, овој пат на сосема друго место на депонијата од претходните денови. Брзо реагирале пожарникарите и огнот бил изгаснат и затрупан за 1 час. Поради специфичноста на пожарот беше потребно истовремено гаснење и затрупување на опожарената површина, за што беа активирани градежни машини кои веќе беа присутни, а нивните возачи брзо пристигнаа на лице место, со што беше спречено ширење на огнот во главнината на депонијата. Полицијата веќе ги засили контролите на критичните точки за да се спречи повторно подметнување пожари и разгорување на веќе локализираните.